можам слободно да ви кажам, ние сме толку мало место, испреплетени сме сите. Ако не ми е роднина, ќе биде на мој комшија роднина. Значи, ние сме една целина тука. Сега, за жал, работата што се случи, само ќе ви кажам, у нас се падна паричката. Со одговорност ви тврдам, дека ни една дискотека у Македонија не работи како што треба. Многу е лесно да го обвинуваме и градоначелникот наш, и деко да го обвинуваме. Дали деко е сакал, може да замислите на него како му е. И сите сега што се инволвирани и ќе ги инволвират. Значи дојдоа. Денеска се развластени сите наши началници. Скопје ги презима работите. Дали тие од Скопје се ги решија работите кај нив како што треба, они се ги сега решија обвинителите од Скопје, полицијата од Скопје, началниците, они се решија у Скопје како што треба и сега дојдоа да го чистат Кочани. Кочани е мртов град. Ние сме умрен град. После се што ни се случи, замолувам ги сите од Скопје, началници, обвинители, многу е лесно вие да направите хајка и чистка сега на нас сите тука. Тоа ви е најлесно на извинење за да си ги сперете вашите работи, да покажете вие колку сте големи обвинители. Вие колку сте сега, значи целата ваша неспособност треба сега да истуреме на Кочани, целата јавност, целиот свет, Кочани да бидеме ние криминалците. Не бе луѓе, ние сме жртви. Свенете го тоа, доволно ни беше. Дај пратете ни психолози. Психолози и психијатри ни требат од цел свет и од цел регион да помогнат на овие фамилии, на овие деца. А за овие на сликите што ги видовте, со одговорност ви тврдам, у граду сум. Не викам, значи ако има нешто, да се земе у обзир дека тие луѓе ако не беа, да знаете дека ќе имавме 300 жртви. Немаше да имавме 80 или 90, колку ќе бидат, дај Боже, да застане до тука. Тие луѓе си ги жртвуваа животите. Сите дојден што ги гледат и што се притворени и други што се биле. Не сте свесни што се е случувало таму. Ти знаете ли еден живот да биде спасен? Што значи? Рачунајте Лазо, Пирката, Бојата што ги вика, тие деца. Спасиле се 200 животи. Тие луѓе треба сега да се у болница. Не да бидат у притвор. Срамно и жално е. Срамно. Замислите се, виновниците, не они се солисите, они се виновници од целата слика. Живееме 30 кусуро, нема е страна да кажеме, сите го тоа знаеме. Дека живееме у држава, дека корупцијата и митото владее и само се појачува и појачува и појачува и нема веќе крај. И со овоа не се они борат со корупцијата и митото. Овие ако ги затвореш, не се бориш ти со корупцијата и митото. Пак ќе продолжи. Знаеме дека е корупцијата и митото. У институциите и у кои институции. И ако сте искрени и влада и сите ќе ве замолам, почнете, значи, стварно да се справувате со тоа. Значи, дали се чувствувате со тоа што го прават овие 2 дена? Дали се чувствувате дека они стварно се справуват? Одговорете. Одговорете. Оставете партии, оставете се. Луѓе. Невини луѓе затварат. Мирно. Замислите они да наместо, значи, да се ударат, да се почнат тамо дека што треба, они ударат од хероите. Од тие што ги спасија децата. Што спасија 200 живота, нив ги затварат. Толку имам да кажам. Како ви име и презиме? Име се дека е Тенко. Се најде во притвор и е дел од обезбедувањето. Прво сакам да изразам најглавоко сочувство до семејството на сите починати и сакам да изразам најглавоко сочувство до сите починати и побрзо оздравување на сите деца кои моментално се наоѓаат во сите клиники и светот. Целта на денешниот собир не е протест. Значи, ние денес сакаме да изразиме длабоко сочувство до сите
семејства. Денес сакаме да изразиме почит кон оние луѓе кои помагаа да се спасат колку може други деца. Сакам да го спомнам најпрвин Иле, шофер на брзата помош, кој цела вечер се борал да ги спаси децата кој колку можел, кој легнал и од тага не се ни разбудил. Сакам да се заблагодарам на сите други деца овде се на постерот, сите други лица во кои се и нашите сопрузи, браќа. Дел од нив не се меѓу нас, дел од другите кои помагале не се на постерот, се извинуваме за тоа, бидејќи немаме точни информации од сите други лица кои се биле таму, биле многу. Целта е да ги поддржиме нашите сопрузи, ние ги нарековме наши херои, бидејќи да не беа тие, ќе имало уште многу загинати лица. Наталија Ѓургиева.